ме покани дури кога маца мене не вика дојдете и вие ќе правиме скайп контакт со жената и одис. Не викав не. Луѓе, ние како младина, како екипа и студентските организации, имаме некои студентски организации што ни помагаат и проевропски младински организации кои што ни помагаат. Нас не интересира промоција. Ако сакате да направите интервју, викнете а не за лично дело со интернет. Она нека ви зборува за се. Она да биде фокусот. Бајрам и Амилова да биде фокусот. Дивата ординација да биде фокусот. Мене не ми треба само промоција. Проблемот мора да се. Проблемот мора да се реши, не ни треба промоција. И тука ми ми кажат, ајде дојдете и вие. Не ја дојдам јас. Значи не сум ја тука браните, јас сум само ние младите, трите джиите, екипите. Од секојдневниот аспект на животот, ние сме само тие кои што бутнале работава за да се актуализира. Медиумите треба да превземат само, да ги повикаат ученици и постојано да бидат како што место користат начин како се го зголемат рейтингот на телевизијата. Нека направат координација некој. Денес нека биде случајот вртен на една телевизија, нека биде вртен на друг телевизија. Меѓутоа, ако ти не им пишеш имейл, они не реагираат. Ако ти не им ставиш, они не реагираат. Они објавуваат некој си пост за птици, не медиумите. Има некој портал што објавуваат пост за птиците и за планините, а не објавуваат за толку сериозен проблем. Граѓаните гледат, ја не се занимавам со политика. Ова не е политика, луѓе. Политиката е целиот наш живот. Меѓутоа овој пат нема партија, луѓето мешаат партија и политизација. Се е политика. Значи оние кои занимаваат со се јавна дејност. Се е јавна дејност. Да. Они кога има еден колега вели јас имам политичка моќ во партијата, ние немаме пазарна моќ. Нема он делот не бил пазарен инспекторат. Не друже па имаш политичка моќ, значи ти можеш натат партијата да издействуваш, тој кадар што е поставен преку твојата партија, да функционира како соодветно на неговата општествена позиција. Значи, приватњаците можеби немаат толку голема општествена одговорност. Меѓутоа тие што се делегирани со јавна одговорност, со јавна функција, те имаат делегирана општествена одговорност. Тие се одговорни за целиот систем. Тој не може да тргне ова е мое, не. Ова е на државата, ти го ако будеш, ти имаш обврска кон народот да постапиш правилно. А не да излезе некој си директор да рече не можеме да го затворам тој кафич таму, зашто таму газата на интернет колку пати ќе се затвори интернет. Интернет со 6 пати затвора, 6 пати се отвора. И доаѓа директорот на државниот инспекторат, како да се вика Стојко Полумски, не можеме таму да заклучам, тие кафичите се водени од големи политичари и високи функционери во полицијата. Ти јавно признаваш дека заради ова корупција, да е таа корупција што збориме. Еде личен дека функционира, он се дава само изјава дека не може заради тоа, тоа што разреши го директор. Некој тој друг што ќе може. Не ме интересира. Ти си изгрешил некој закон, постапка, мерка. Ако што секој граѓанин може да одговара, така ќе одговараат и тие директорите, функционерите. Сега, ние овде не бараме одговорност од некој си од оној мејнстрим дел од владата. Ние бараме одговорност од докторот што ги направил злоделата. Ние не го третираме како функционер, ние го третираме како обичен доктор кој што направил злодел, обичен криминал. Граѓанин кој направил криминал. Да. Сега, он што ги користи неговите врски во политиката за политички себе се обој, тоа се нема проблем. Ние не сме партиски обоени. Ние го тераме ова граѓански концерт, младински концерт. За илјади са сите тие случаи да добијат разрешница. Мухамед Асани мора да влезе во кривична постапка. Па натака правдата нека се бара на суд. Значи не може да го стават во работна комисија целата постапка. И тука да застане. И веќе 4-5 дена нема никаква информација. Играат пинг-понг, значи престанете луѓе. Престанете, ова е тоа злодело што го правиме за нас младите, обичните граѓани. Ова е тоа немањето правда. Утре ќе излезеш на избори и ќе кажеш да бориме за правда. Која правда? Која правда кога повторно го повторуваш? Го затворивме Мјалко. Добра, затвори го убио и тогаш. Сме го затвориле, сме го привеле Орце Камчев. Добро, имаш случај каде што не луѓе, кај што Сани да речеме не е толку политички бокен, како овие двајцава, меѓутоа не е експониран толку политиката, меѓутоа има направено злодело. И сега ти го браниш, а видиш дека тука има правда. Па нема правда. За сите правдата е еднаква. Јас ако се огрешам, ако имам злодело направено, јас треба да одговарам. Тоа важи за сите. Ама зашто ја не сум близок со власт, било кој да ви екипата младите не е дел од власта, затоа не имате ингеренци. Па тогаш како се бориме?
Затоа оваа борба мора да продолжи, ќе продолжи, додека нема правда за сами мислам, додека Мухамед Тасани ќе почне повторно по 1000 пат. Не влезе во кривична постапка, нема задоволување од за правдата, додека не биде финансиски обештетена личноста конституција, не знам како во мила случај не може да биде поправено ништо девојчица со церебрална парализа. Тој човек треба да оди у затвор, според мене, фигуративно да сум. Правото си регулирало за сите случаи. Во случајот на Мила е уште полоше. Да. Они веќе биле во постапка и 3 години се влече тоа. И прави ќе го земе тогаш тоа дополнително. Значи, дали затвор, дали правото си регулирало. Така е. Овде е нешто друго, значи, ти инсистираш на правда. Проблем е дека правда во јавната сфера многу тешко може да биде остварена во општество на менаџери. Затоа што во сите овие години на падот нам упорно ни ги наметнуваат менаџерите како рол модели и упорно ни го наметнуваат она што го спомнам консалтингот и техничките решенија како единствени решенија на сложени умствени проблеми. Значи, таму каде што треба да сме креативни, тие ни нудат крајно поедноставени формули. Едноставно, земи, не знам, public relation team, победуваш на избори. Не победуваш затоа што си ти поквалитетен, затоа што си по-добар водач, поорганизиран, затоа што можеш да ги разбудиш длабоките енергии на народот и да ги поведеш кон светла иднина, како што било, пак викам, во сите успешни општествени проекти. Туку затоа што public relation consultingот тебе те советувал како да играш на некои наивни очекувања на масите и како да ги изманипулираш во твоја корист. И овде имаме апсолутна победа на менаџерот, на манипулаторот, на човекот кој што си игра со народот, на жонглер, едноставно, на политичкиот жонглер, кој ги употребува сите овие стравови, ќе има војна, нема да има војна, сите овие очекувања, ќе зголемиме, ќе намалиме плати, сите желби, ќе одиме во Европа, нема да одиме во Европа, и се игра на најситните можни страсти со отварање на сите можни скандали. Кога е можно да се врати правдата во јавната сфера? Пак, мора да се навратиме на корените на проблемот. Правдата во јавната сфера ќе се врати оној момент кога сите овие технички, крајно вулгаризирани, крајно механизирани аспекти на општеството ќе бидат обесмислени до бескрај, ќе бидат откриени сите нивни крајно бесмислени причини за постоење и ќе се врати многу подлабоко историско, философско, политично постоење на битието. Значи ќе се врати, уште Аристотел например за ова зборува во Никомаева етика, кај што вика дека дистрибутивната правда, како правда која што нас не интересира, е можна. Значи, јас можам да сум како личност праведен, ама во јавната сфера, значи не јас како сум како личност, правдата е можна само во постоење на политички свесна заедница, која е раководена пак од јасни идеи, јасни идеали, јасни визии и знае по кој пат оди, кои вредности ги дели еден со друг. Ако ова го одвоиме од државата, ако ова го одвоиме од јавната сфера, ако ова го одвоиме од дискурсот, од секојдневниот дискурс, ако нам постојано не бомбардираат со инвестиции, со, не знам, реформи на судството, со вечни реформи во здравството, во школството. Вие со образование ќе си хаосот. Да, па затоа е хаос, затоа што цело време немаме поглед на свет. Не знаеме едноставно во кој правец треба да одиме. Техниката го победи духот. Јавна соба ја злоупотребија за да го протнат сексуалното образование како тема, како предмет. Хаосните образовни реформи на царовска хаосот. Не речеме на царовска, не звучи политички. Образовните реформи историјата ја тргна, ја сменија целосно на систем. Заради притисокот од Бугарија, географија заради притисокот од Албанија. Значи, каков распад систем сме ние, значи, луѓето моментално мислам дека самите министри веќе се толку изморени, и примерно онака веќе се толку изморени, што веќе и на опозицијата, и тие се веќе толку, сите им некако смачено, веќе им се смачено да се оправдуваат. Што на веќе, значи, ги гледаш по поглед се викаат, знаеш зошто, знаеш, делегиран сум да бидам таму, делегиран сум, сам кажано ми е тоа да правам, не ме прашувајте. Тој мора да е таму, а уморен е од тоа што мора да е таму. Да,
и му го гледаш погледот, и следен поглед ти кажува се. Значи јас веќе ти кажам, не би, ја обвинував Мила Царовска за незината ароганција, меѓутоа ја гледаш брат кога излага на пресконференција, ги гледаш и Венко за Венко, ситуацијата држава е супер, оди преше било доктор за медицина, медицинска сестра ќе ти каже хаос. Значи нема другари што се по овие центри, хаос. Да. Он ќе ти се каже супер, денес бројката е под 1000 рака. Знаеш колку е бројката денес? 999. Јако го гледаш. Значи си не жели се мајта при со тебе или си бил за нешто? Најобичен маркетинг трик кој може да Вакцини не, најавени не, вакцини нарачани, не нарачани. Излага италијанска амбасада, не знам кој го таму, не интересна, некоја италијанска организација, фантом фирми за набавка на ковид. Па зарем ти ова е криминал против човештвото што го прави, знам се секој свесни што го прави. Они ги нарушуваат сите меѓународни основни човекови права. Тој го нарушува здравјето на граѓаните за негов личен бизнес. Тој ќе нарушува се додека некој ова на ваков начин не го презентира.